Како што и председателот најави, Централниот одбор продолжува со работа по однос на презентација на системот и начинот на новото делување на партијата, кое што треба да биде и мора да биде и ќе биде во целосно во функција на граѓаните. Мене особено ме радува што од денеска ги конституираме организацијски органите на партијата кои што се битни во нашата работа на терен, а тоа значи дека ова ќе биде период, лето во кое што со сите капацитети ќе бидеме насочени кон потребите на граѓаните и ќе бидеме заедно со граѓаните на терен. Новиот организационен секретар ќе напушти јавната функција, ќе биде со мене заедно фокусиран целосно во партијата. Имаме нов директор на Центарот за аналитика и истражување, кој што дипломира во Соединетите американски држави, кој што ја напушта исто така јавната функција и ќе биде целосно фокусиран на Центарот за истражување и аналитика, кој што ќе биде исто така во функција на сите партиски структури и во интерес на граѓаните. Денеска надвор од ова председателот именуваше исто така и нови председатели на општински организации во Велес, во Неготино, во Долнени, во Гостивар, во Валандово, каде што регрутираме нови капацитети и нови сили со кои што очекуваме убедлива победа на следните парламентарни избори. Промените во СДСМ продолжуваат во интерес на граѓаните, затоа денеска ќе го промовираме и системот и начинот како тоа ние ќе се свртиме кон потребите на граѓаните. Особено во делот на системското решение преку кое што ќе ја следиме реализацијата на програмите на градоначалниците, на она што сме го ветиле пред граѓаните. Ќе ја следиме секоја една мерка, секоја една политика, секој еден проект за текот на неговата реализација преку една веб апликација на Социјалдемократскиот сојуз, но тоа ќе го работиме и со партиско-владината координација, односно реализацијата на програмата, планот за живот и она што е наше ветување исто така пред граѓаните. Тоа ќе го правиме на еден системски поставен начин, ќе бидеме силна контрола, ќе имаме синхронизирано и унифицирано делување на сите наши кадровски потенцијали, ќе направиме ревидирање и ќе се отвориме кон јавноста и кон капацитетите кои што сакат да се вградат во креирањето на политиките и во следната победа. Тоа значи дека дел од позициите кои што ќе бидат ослободени, дали се тоа позиции во централната власт или се членови на одредени управни надзорни органи и тела, во истите ќе регрутираме навистина потенцијал кој што е потребен за ова општество, кој што е надвор од партијата и кој што може да го даде својот придонес. Како што кажав, многу подетално ќе разговараме на следните точки кои што ќе следат во моментот, во продолжение на Централниот одбор. Многу почесто централните одбори ќе ги држиме надвор од Скопје, ќе засилиме нашата работа на извршниот одбор, кој што ќе држува редовно секоја недела седници, ќе го промовирам месечниот календар на активности денеска, кој што подразбира точно секојдневно кои се врските на министрите, на градоначалниците, на председателите на совети, на членовите на нашите советнички групи, на сите функционери, пратениците. Буквално имаме детален месечен распоред на активности до кој што сите ќе се држиме, вклучувајќи од председател и премиерот до сите функционери, односно ќе ја засилиме и неколку пати зголемиме нашата активност и тоа доаѓа во време во кое што имаме лето пред нас, но до летните одбори овој систем ќе биде целосно изграден, инфраструктурно поставен, ќе се почитува редот и дисциплината, ќе се бара одговорност од сите, се со цел да со сите сили се насочиме кон реализација на политиките кои што се од интерес на граѓаните. Нашата земја, начело со премиерот, направи значаен скок и резултати во делот на меѓународната политика. Денеска ги споделивме економските резултати, но сметам дека е клучно и тоа е моја обврска да го поставиме системот на функционирање на сите органи и тела на партијата, на сите функционери во интерес на граѓаните и за потребите на граѓаните. Благодарам.